Менаџментот и синдикалните представници на Југохром ја остварија бараната средба во Министерството за животна средина и просторно планирање, како што вели директорот Скендеровски, разговарале за можностите и алтернативите за решавање на проблемот со комбинатот од социолошки и економски аспект. Вели, добиле ветувања дека владата ќе понуди решение. Добивме цврсто ветување од министерот, дека министерот и Министерството за животна средина максимално ќе се ангажираат веќе на следната седница на владата да го постават Југохром како точка на дневен ред и да видат кое решение во моментот владата може да го донесе алтернативно од сите овие можности кои што ги разговаравме. Алтернатива имаше разгледување на можноста да Југохром во еден период не работи, а да се поставуваат филтрите, а при тоа да се реши социјалниот пакет на вработените. Значи беа поставени многу предлози и од наша и од нивна страна. Во моментот Југохром има преку 700 вработени кои што се на платен список и кои што сите се пријавени и земаат плата. Тој товар Југохром за жал веќе нема да може да го издржи. Добивме апсолутно ветување од министерот дека ќе се залагаат максимално да се реши проблемот со Југохром. Синдикалните представници посочуваат дека тие бараат комбинатот да работи, а паралелно да се гради системот за отпрашување. Во спротивно, со неработењето дома ќе останат 700 лица. Да работаме, со тек на работење да ги поставуваме филтри, да завршиме со систем за отпрашување, значи за погон 2. За погон 2, каде мислим дека ќе завршиме. И кажеме дека ние ако не успееме, значи фактички за тоа време не се работа околу таа филтер станица да се заврши работава, значи ние сами тогаш ќе бараме затворање еднаш за секогаш Југохром да биде затворен. 1 февруари вработените остануваат без здравствено осигурување. Тука се спомнуваат неколку опции за социјален пакет за вработените, но ние како синдикати стакнавме дека сите законски можности вработените да примат некаков наград се исцрпени. Бидејќи доколку вработените утре останат без работа, нема да земат ниту една плата што им следува по законот. Комбинатот Југохром Алзар ги згасна печките на 1 ноември 2016 година со решение на Инспекторатот за животна средина, а како резултат на поминатиот рок за поставување на филтри. Дел од екоорганизациите го посочуваат токму Југохром како најголем загадувач, но и во месеците на неговото неработење загаденоста е за неколку пати над дозволеното. Изминатата ноќ присуството на PM10 частичките беше за 10 пати над дозволената граница.